Добре дојде во студио за Никола Гелевски, уредник на Окно, колумнист и аналитичар, еднакво како и Рамадан Рамадани, колумнист, политички аналитичар. Може ли да го дадете вашиот став, вашето објаснување зошто победи Ѓорѓе Иванов, кандидатот на ВМРО-ДПМН на вчерашните, а на првиот круг на председателските избори. ВМРО-ДПМН вели тој е победник, победи ВМРО-ДПМН, иако е прв круг, но веќе сметаат дека е победник. Значи, вчера ДПМН извои две победи. Првата е предноста на господинот Иванов, со тоа што го претекна кандидатот на Здружената опозиција господинот Стево Пендаровски, и втората победа е со излезеноста која е победа на ДУИ, со тоа што си обезбеди исполнување на цензус дури и во вакви услови кога огромното мнозинство на албанците се приклонија кон ставот на ДУИ за негласање или, да кажеме, за немешање во овој пат во изборите за председател на Република Македонија. Добро, зошто толку слепо го слуша албанското гласачко тело, слепо го слуша Ахмети, односно ДУИ? Не го слуша, значи тука имаме неизлегување на гласање од огромен број на гласачи кои што не се гласачи на ДУИ. Тоа беше оформирано како став од повеќе причини. Првиот, можеби една од првите причини е кон тоа дека и неразговетната идеја на ДУИ за консензуален преседател и односот на опозиционата партија која истакна свој кандидат, постои неколку пишмани, тоест на ДП, направија да биде целата ситуација матна, во која што огромен број на гласачи, јас дури мислам дека има и голем број на неалбански гласови кои се приклониле кон таквиот став само заради матноста на целиот овој процес. Ајде го слушнаме, господин Гелевски. Мене ме интересираат културолошките, како да кажам, историските димензии на оваа хаварија во која се наоѓа Македонија. Не толку вие локални дневни математики и политички односи. Имаат разработена машина за победување на избори. ДПМН одговорија на ресурсите на општеството, ресурсите и во, да речам, материјални вредности и во луѓе. Целокупниот бруто општествен производ на Македонија е 7 милиарди евра годишно. Од тоа власта директно располага со 3 милиарди, толку е буџетот, а индиректно располага сигурно со 2-3 милиарди од тоа. Така што не се општествени ресурси, туку се партиски. Подобро кажано. Целото општество е партизирано. Нашата култура, нашиот менталитет во прилична мера се одат во таа насока, кон непотизам, кон недемократија, кон корупција, кон клиентелизам. Се тоа. И овие едноставно најдоа доста добра, просто математичка формула како се победува со 4-3, со 5-4, што е совршено доволно дури да имате апсолутно мнозинство во парламент. Еве со однос од 4-3 или 5-4, кој што е сега во моментов, да рече си без проблем кај освоите надполовично мнозинство, значи 60 пратеник, 60 и нешто. Така што не им ни треба нешто многу веќе ни напори за контролираат 100-150 илјади фамилии. Една голема фамилија контролира системна мафија. Им даваат како да кажам, ги корумпираат, клиентелизам еден масовен, а има казни. Ја дури мислам дека агресивноста, суровоста кон нивните, значи кон тие што нив им се маркирани ко сигурни 100-150 фамилии, од која секој има по 2-3 гласачи, мислам дека таму стравот и, како кажам, изложеноста на агресија уште е поголема отколку кон нас што се бориме отворено против режимот и таквата смешна демократија, таквата карикатура од демократија. Иако и ваму не е мала агресивноста, мора да се признае, нели, затворија и медиуми и се до тоа. Но токму заради тоа што затворија медиуми, воопшто јавноста не знае дека сте борец, на пример. Па да, знае многу мал дел од јавност, еве колка е вас сега. Дека сте останал борец, да. Така што тоа ви кажувам, едноставно добро го скопча моментот и ресурсите во кои Македонија се наоѓа. Тогаш ако има одлична формула, добра формула за победа, господин Рамадани, колку време ќе трае владењето на ВМРО-ДПМН според кажувањето на господин Гелевски? Па не, ја мислам дека ваквиот цел изграден систем на владење всушност е многу кревок. Она што го прави
да обстои подолго време е ненаоѓањето на соодветно парирање од другата страна. Значи, ако имаме, да ја наречеме така работно, абнормална Македонија од една страна која бива искористена од режимот, од друга страна нормалната Македонија која патем речено со сите овие бројки е во поголем број, значи и во гласачко тело е неартикулирана, неорганизирана и длабоко поделена. Говорите за опозицијата или генерално за македонското гласачко тело? Генерално и за македонското гласачко тело и за албанското, значи што е антирежимско расположено. Значи таму имаме длабока поделеност по сите шевови. Мислам, секоја една мала политичка промена може да донесе веднаш одлив на гласови, како што е забележително е, например, и со последната промена во СДСМ. Веднаш вчера, можеби, бројките можат да покажат некоја осцилација во тој пример помеѓу старото раководство или новото. Значи, сакам да кажам дека силината на режимот не е толку во себе, колку што неадекватноста и слабоста на другата страна. Не, јас тоа сосема се согласувам. Јас исто мислам дека премногу се, како кажам, се дува моќта на ДПМН. Ја исто мислам дека се они многу лоши. Мислам дека повешти луѓе би ја контролирале многу поцврсто целава ситуација. На крајот на крштата, овие се многу помокни, тие што му се узор на Груевски, Путин, Ердоган, Орбан, неспоредливо помокни, затоа што се веројатно и организацијски малку подобри и овој врвниот слој, менеджментот да речам, мислам дека им е по-компетентен. Но се едно, бидејќи ги поседуваат буквално сите ресурси на земјата, добиваат. И која е формулата? Која е формулата тогаш на опозицијата? Моје мислење е дека има поважни проблеми и заради тоа се нервирам со ова као овде изгубивме неколку илјади, овде имавме земја која немала попис, која нема избирачки список, некој е минус 1, 2, 3 или 4%, кој може би е плюс минус 20%. Мислам, гледате ги овие најважните резултати, да не зборуваме сега која структура гласала, дали лјупчовистите или на љубе гласачите, или малите партии, или бучкови. Мислам, тоа ми е абсурдно во земја кај што не знаеме колку уствари има гласачи. 1.800.000, мислам, абсурдно е да има гласачи. Вчера излегува 49,6 луѓе на избори. Не ми се верува. Рамадан рече дека излезот на македонскиот дел од електоратот било огромен вчера. Јас имам такво чувство. А бројките се 49,6. Реално, веројатно во Македонија нема повеќе од 1.400.000, можда 1.500.000 гласачи. Нели зборат дека 400.000 луѓе се излезени за. Така што во таква земја без попис, не знаете уште колку гласачи има и вие сега нешто зборите. Тогаш зошто се согласува опозицијата да оди на избори, доколку ова е клучното прашање. Не знаеме колку гласачи имаме, немаме избирачки список кредибилен. А дури во тој килов список мртви, иселени, 5 лични карти, дури во таков нерегулиран список. Така што маргината за манипулација е огромна. Не е тоа као они да се не знам во 2-3%, него Зошто ги легитимираат тогаш ваквите избори опозицијата? Тоа е нивна, Имате ли објаснување? Па не, тоа е нивна политичка одлука и мислам дека тие треба да се прашат во тоа, но мојот став е дека кога се влегува веќе во изборна трка треба политички да се артикулираат. Значи, никакво спомнување на револуција на улица не помага при избори, исто како што во улица и во револуција не помага спомнување на избори и демократски процес. Например, кога би се имало некој опозицијско политичко организирање која би рекла најелементарното нешто кое се прави во ваков систем, а тоа нема избори без попис. Значи тоа е најадекватно. Ние и Сомалија немаме попис, Сомалија веќе не е држава, значи тоа е некоја држава со 4 валути и така натаму, со банди организирани. Ние сме друг единствен случај во светот кај што нема попис. Мистерија е. Да, мистерија е. Да, мистерија сите нашите ориентации, еве да кажеме аналитички вака, по ова што спомнуваме бројки, ова се врз база на претходни искуства и врз база на некое имагинарно гласачко тело кое знаеме како се понашаше во некои изборни циклуси, но големата бројка или збирната бројка ја немаме. Значи, не само јас или Колја или вие, туку ја немат порелевантни институции. Дури вчера забележа еден пријател дека и самиот ДИК,
зашто имаме сега два напоредни избирачки процеса, дури и самиот ДИК има две изборни листи со сосема различен број. Дали е тоа заради пријавувањето на диаспората или не, но тие треба да се изјаснат. Значи, вкнутото гласачко тело кое е на официјална страна на ДИК за председателски избори и за парламентарни избори е различно. Значи, исто и бројот на неважички огромен. Мислам, тоа не е нормално ниво една демократија, скоро дури во локални беше, да, дури во локални. Тогаш беше огромен бројот, али беше мислам 2 по 2, се 2,7, 2,8, што е ненормално сосема. И уште само кратко едно објаснување исто надвор од бројките. Зошто јас мислам дека ова мафијашко општество, не може да се каже и држава. Ова е систем баш, и тоа не го зборам за да претирувам, туку за да прецизно да го опишам, не за да ги навредам. Напротив, мислам дека некои општествени системи кои почиваат на тој мафијашки принцип на организација кој што е Сицилија, и мислам и денес, традиционални, патриархални, доста затворени средини, си имаат доста полза од таквиот систем. Знаете, со волку ниска, речам, правна култура, демократска култура, и наце, со волку сиромашни граѓани, има некои социолози кои велат дека не може да функционира демократија дур $400 не е минималната плата месечна. И тоа сериозни го докажуваат луѓе дека тој систем просто е невозможен. Не постои демократија, не постои равноправност и интегритет и доколку немате минимум некој. Така што тие фактори според мене Македонија ја прават априорно недемократска, луѓето од ДПМН тоа го сватиле многу јасно и само го валоризираат тоа и го собираат кајмакот. Инаку ви велам, не случајно ние го нарекуваме тој систем на владење фамилија. И не зборам во најгрубата смисла мафија. Мафија која знае и да помогне, и да заштити, и да... Знаете, ако реално општеството нема капацитети за демократија значи совршена поделба на трите власти и подразбира цврсти институции, кај што нема мешање и луѓе со интегритет, пред се институции со интегритет, и луѓе со интегритет кои ги водат институции. Не можеш овде. Не можеш да го платиш тој човек со интегритет, а камоли да создаваш цела мрежа од институции. Во таква земја нема демократски избори. Мислам, се малтретираме едни со други и као некои математики, овие за овој, мислам, нема предуслови. А особено не кога нема политичка волја. А сега евидентно нема политичка волја за демократија. Да. Вчера имаше физичка пресметка со Радмила Шичеринска, таа изјави дека физички се пресмета Ламди Бајрам, неговиот син. Многумина по социјалните мрежи прашуваат колку пати треба да биде натепана Шичеринска да свати дека не припаѓа на оваа земја, односно дека не ја сака дел од власта. Потоа, што рече Цивил, например, ова не беа фери демократски избори, видливото мастило лесно се отстрануваше и беше причина исто така за револти, за критики, имаше нерегуларности со личните карти, испаѓа од джеповите по неколку лични карти, без проблем се гласаше, ги споменавте и двајцата тие избирачки листи. Тогаш во такви услови е невозможно и следниве парламентарни избори, вториот круг е невозможно воопшто опозицијата на било што да се надева. Имам ли право? Па може би до некаде, но сега она што е евидентно, зашто имаме случај на меѓупериод помеѓу вториот круг на избори и помеѓу парламентарни избори, сите овие работи треба веднаш да се процесуират. Значи да не се остави како што многу претходни избори кои завршува со пакт. Значи излегуваше Бранко Црвенковски, ќе ги признаеше изборите и потоа утре можеше да биде убиен Мартин Нешковски, да се затвори Љубе Бошковски, А1 телевизија, бла бла бла, и многу големи работи кои што не смеа да се случат пред избори, дури да се донесат некои рестриктивни закони. Значи треба да се престане со тоа. Јас пак заговарам кога ќе се влезе во изборниот процес. Ако сме пристанали во тоа, тогаш треба тие нерегуларности редовно да се потсетуваме на нив и да се поправат и да се процесуират. Значи, недозволиво е гласачите на пустец да ни се поноват. Недозволиво е во една држава како Македонија, во која може да има оправдана само Д од демократија, да ни се случува феноменот на СДПМ. Ние после 2 недели пак имаме избори, парламентарни избори, во која настапува една партија, сатирична партија, без тоа да го напомене, и со тоа освојува 20 до 22.000 гласови, опоначавајќи ја една опозициона партија, во овој случај СДСМ. Значи, тоа
се огромен број народ. Другото е понештените гласови. Понештените гласови и во локални избори, и во прошлите парламентарни избори, и во овие се во голем број. Значи некој тоа треба да го артикулира. Значи тоа се броеви до 5 или 6 пратеници во собранието кои фалат заради понештени гласови. Дали е тоа заради двојазичноста во гласачките ливчиња? Значи луѓето не знаат, па мислат кај што Давидот Иванов треба да заокружат, па заокружат на два ливчиња. Дали е некоја ујдурма политичка, значи ако веќе некој заокружил, не знам, Никола Груевски, јас тука да заокружам Али Амети, значи треба да се види дали е тоа, но треба да се артикулира. Ние моментално во јавноста немаме муабет за тоа, а тоа се 5 до 6 пратеници кои ни фалат. Како немаме Заев рече, цитирам, ноќеска кражба на гласовите е направена и со тоа е спречена волјата на народот. Не е точно дека никој не го забележал. Во моменти да се забележа, значи денеска да се достави жалба до ДИК или до КАЕ за тие поништени гласови за да се открие тоа што е. Значи ние везде веројатно да очекувам, ама мислам на неколку пати тоа не се правеше. Другото е со фломастерот, значи таквото спомнување ќе остане пак да виси само во тоа и луѓето стварно ќе мислат дека тој се брише или стварно ќе мислат дека не се брише до следниот круг, што и двете се погрешно во до крај како констатација, но тоа ќе влијае на излезеноста и ред други вакви работи. Значи не може ние шутка кај што имаме единствен пример на гласање на 6 пати за локални избори, ако се сеќавате во 2005 година, имаме 6 круга гласање на шутка, таму да остане без да се погледа подробно што се прави во тоа. Или, например, имаме случај на изборен фалсификат во општина Чаир од претходни локални избори, кој што не обвинуваме никого, него тие се големи случаеви кои останале неразчистени во смисла да тие или висат во јавноста или стојат некаде во нечии фиоки, но тоа не е релевантно за нас. Значи како јавност тие останале како големи сомнежи, како големи дамка во изборен процес. Исто и СДПМ, исто и Пустец. Значи Пустец е невозможно да се објасни. Значи Пустец е или во Тирана или во центар, барем да не биде у двете. Во таа смисла. Значи ова е Ашиќаре, веќе не треба никој тие секако имат, секој што има државјанство има право на глас, но значи ова може тие по и 3 пати гласат, како што е констелацијата сега. Значи не може овие работи да не се повторуваат везде. Добро. И околу албанците се чини дека тие ќе бидат одлучувачкиот фактор, според некои аналитичари, како рече денеска Бујар Османи, портпаролот на ДУИ. Албанците вчера кажаа да за консензуален председател, не за едностран, мислејќи или за Иванов или за Пендаровски, тие двајцата ги отфрлија како можност нели за консензуален и рече дека триумфирала практично идејата на ДУИ. Се согласувате ли? Не. Да, прво, значи, ова е поразна идејата за консензуален председател, зашто единствената сила на таа идеја, на таа пак ќе ја наречам неразговетна идеја за консензуален председател беше оневозможување на избор, дали со поништување на изборите или дали со пропаѓање, и таа вчера се обистини дека не е вистина. Значи, тие македонци можат само да гласат председател. Ако ги наречеме сите тие кои гласале вчера како македонци само, тогаш може да се изберат председател. Ова е релативно добар одзив, значи од 50%, дури и во вториот круг да нема до толку, пак 40% секако ќе се исполни, а дополнително ние имаме парламентарни избори, што и така луѓето ќе излезат, луѓето ќе излезат. Без проблем може и да победи ВМРО и да влизат во коалиција ДУИ. Тогаш која е логиката на отфрлање на председател? Да, плюс што со ова кандидат на ВМРО, плюс што ова се невозможува силата. Значи таа идеја не може, како што вчера вика некои званичници на таа партија, ние не се откажуваме од ова идеја, пак ќе ја ставаме у стол. Секоја политичка идеја за да се стави во стол треба да има некоја криза, контекст околу тоа. Не може од туку така да се стават во стол. Зошто утре Иванов, значи, ќе стави у стол една таква идеја кога му не му била потребна ни во претходниот избор кога беше избран со гласовите на ДУИ, ниту сега кога е избран без гласовите на ДУИ. Но нема да им пречи на ДУИ да влизат во коалиција со ВМРО, не доколку победат, а известна е победата според овие бројки.
Јас мислам дека дуи совршено се вклопува во овој мафијашки модел на поделба на пленот, тоа дури можеби и посовршено, како да кажам, од самото ДПМН кој е нели као и мозок и тело на операцијата. Ама ви кажувам, Ива, мене целата демократска процедура на избори кои се темел на Сенат, целиот легитимитет, ми изгледа фарсична. Мислам, тоа не се сериозни партии, сериозна конкуренција, типот Гром, Позитивна Македонија и сите овие ситни исто, дури би рекол онај десничарски партии, бидејќи па тие па немаат никаква инфраструктура, немаат. Така што фарса е, мислам, избориве цели се фарса и е на некој начин, како да ви кажам, покажува во која очајна состојба е целата земја и целото општество. Може ли нешто да стори опозицијата по ова прашање? Не, Ива, тоа не го одговорите. Знаете како, баш сега се надоврзам на тоа. Веројатно некој добар, како кажам, на статистичар најпрецизно би одговорил во смисла, ако има реално 1.400.000 гласачи во Македонија, веројатно бројката натаму влече. Веројатно 1.800.000 не постојат реално. Да. Ако има 1.400.000, веројатно е невозможно опозицијата да стигне до 500.000 или до 550.000. Бидејќи овие ќе ги изработат своите 100-150.000 фамилии. Ако треба шестари во задникот а имаат и многу по-софистицирани методи. Така што не гледам тие 450.000 на ДПМН кој може и на каков начин да ги надмине, бидејќи толку не има, малку сме. А плюс и реално добар дел е заплашен од луѓето, тоест тоа се оние вечни циници, вечни серчи, многу ги има и меѓу младите. Сега, неопределеното гласачко тело сметате ли дека е и клучно, еднакво како и албанскиот политички фактор, дека влие силно? Ама сега да излегле тоа што вели Рамадан, можно е дури над 60-65%. Така што не можете и од таму да очекувате кој знае колку. Може да со некоја невидена како кажам, стимулација, мобилизација може да излезат 70% од сите македонци, ама мислам дека дури или да излезат 30% од албанците, што можда би ги зголемило за уште 100-200.000 можда купи од тоа на излезено, ама и тоа не верувам дека може да ги победи овие 450. Ради тоа не ми се јасни резоните на СДСМ цело време. Мислам, не знам на која база, ја не сум статистичар. На која база се надеваат ли, на тоа мислите? Да, дали они имаат некој преглед на нашето општество, колку луѓе стварно има, колку гласачи, колку има диаспора, кој гласа, не ми јасно. Ја тоа не го знам, ретко кој тоа во Македонија го знае, можеби пар статистичари, ја не го знам, а изборите се непосредно поврзани со тоа. Да, апсолутно. Да. Кои се шансите за СДСМ во вториот круг председателски и воопшто во парламентарните? Во вакви околности за кои говори Колја? Па не знам, значи за вториот круг на председателски тие за сега изгледат малку, дуи ќе мора да продолжи да ја бойкотира, да го бойкотира. Зашто ќе мора? Заради чистиот образ? Не, да, заради коерентност на таа политичка да биде конзистентен да биде конзистентен во тоа, прескоро е да може да се окрене, да се откаже од лесно и да направи како прошлиот пат кога го одбра Иванов, така да овој пат ќе го одбере Иванов со тоа што овозможи бойкот или немешање на голем дел на албанските и на други гласови. Мислам дека сепак тие луѓе што се самите учесници во изборите ги знаат повише бројките и мислам дека околу тоа ќе се расправат кој што какво гласачко тело и што уште може да се повлече од тоа. Не верувам дека има простор нешто како она што еднаш се случи во Македонија во смисла да Тито Петковски водеше со голема разлика, после беше одбран. И се појави Трајковски. Да, беше одбран Трајковски. Тоа сепак не е Стево Пендаровски, значи Стево Пендаровски припаѓа на мнозинството на македонците, Трајковски сепак имаше шмек на припаѓање на малцинство, било тоа да е само верско и со тоа го даваше тоа идејната припадност кон тоа што го бараше граѓанина. Тоа беше криминал. Тие избори беа криминално земени од позиција на власт. Лјупче Георгиевски со мафијашки методи ја изработи го беата во вториот круг. Но сепак имаше луѓе. Тоа беше неспорно. Да, сепак имаше луѓе кои излегоа во. Подосна Трајковски стана легендарен председател, ама реално доби на нерегуларни избори. Тоа е историски факт. Да, ама
она што се процесуираше од тоа, но она што остана како факт беше дека имаше голема разлика и тој беше одбран. 130 беше, да, 130.000 беше и овој добив. Што е неверојатна разлика, поголема од сегашната. Да, но сепак имаше излезено, значи. Ама власта ги организираше таму. Да, власта ги организираше, но сепак и требаше покритие. Значи имаше стварно албанци кои излегоа и гласаа за Трајковски. Можеби 10 излегли и овие 20 направиле, но јас ти викам дека имаше и вистинска излезеност. Значи, тоа што може да се Албанските партии тогаш не повикувале на бойкот. Не. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам вас.